Вие го следите четвртото издание од втората сезона на подкастот Сана на ти. А денеска во студиото еден наш познат актер, млад актер, кој што мислам дека веќе е тешко да има некој кој што не го познава. Еднаш го имавме во Слободен печат, овој пат прв пат ќе зборуваме во подкастот за неформални теми, за нешто што веројатно и се надевам дека не го открил досега. Стефан Николовски, добре дојде во Сана на ти. Добро ве најдов. Многу интересно името, брзо се кажува. Сана на ти. Нели? Добро ве најдов. Ти благодарам што ја прифати поканата. Логично ќе си разговараме на ти. Се разбира. Така е, така е. Кажи ми прво, дали помина гужвите што изминатиот период ти се случува сите работи? Мислам, не се скроз поминати, не чека уште едно така малку подолго снимање и после тоа више ќе биде скроз онака да се стивне работата. Малку и јас сега ги стопирам останатите обврски, не ги прифаќам некои работи за да малку да одморам. Турбулентно беше малце, пошто два проекти ми се споија. Јас си ги споив сакајки, не сакајки, не знам како беше тоа, како се случи, ги споив во еден ист период и многу тешко е да се исхендла. Имам тим околу себе, ама е скромен се уште, не се тоа многу луѓе, тоа се најчесто пријатели кои што работат истава работа конкретно за маркетинг, зборувам и тешко е, треба да се прошири тимот ако сакаме така турбо да работиме или да се буквално да си сцедиме ние себе си скроз до крај, па после ќе одмараме у пензија. Да. Она што е интересно и она што намерно не го употребив во најавата е да објаснувам многу за тебе. Ти си еден од ретките млади актери за кои што нема потреба од некоја посебна најава, туку веќе луѓето те познаваат како бренд. Што е, мислам дека резултат на употребата на една веќе совршена алатка која што ти ја усоврши добра, тоа се социјалните мрежи кои што ти помогна буквално да те запознаат и видат многу луѓе. Сега тука има една многу важна работа, а тоа е дека ако не си добар, џабе ти се сите алатки на овој свет. Па на пример мене ми е кога сум заедно со колегите глумци, секогаш се трудам тоа на сите што можам да им го објаснам, дел од нив веќе многу добро ме разбраа и многу добро почнаа да го прават тоа. Вака, без разлика на се, можеш да бидеш комплетен продукт, можеш да бидеш фул харизматичен, многу талентиран, не знам, едноставно да бидеш најдобар во тоа што го правиш. Меѓутоа, без маркетингот, зборувам сега веќе за личниот маркетинг, ништо од тоа, џабе. Затоа што едноставно за секој еден сега да земеме да дискутираме кој сакаш спомни го, ќе ти кажам што било пресудно, зашто ние го знаеме тој човек. Зборувам за актери, за пеачи и така натаму. Не знам, има една многу интересна приказна, ние велешаните си ја пренесуваме во театар од колено на колено, а и не се сеќавам, мислам дека Игор ми има кажувано за Петре Прличко, каков тип на човек бил Петре Прличко. Он е реално најголемата легенда, мене ми е можда и да кажам идол. Петре Прличко имал една многу смешна работа што ја правила, тоа е секогаш бил дотеран облечен во цел костум со цветов, да и шешир и така натаму, и секогаш зимал така потроа, вака 20-30 слики од него, иста за слика, извадени 30 пати. Копи? Да, и во джепчето си ја носел. И ќе се прошета, например, низ Скопје или низ Велес, и ако некој го препознае, му приде, Чишко Петре, како си шо? Он почне, чекај малце, стој дали има, але нема изгледа више. И него го гледа, сега чекај, има среќа, останала една, вади една слика и му ја подпишува, има и пенкало спремен, му ја подпишува и му ја дава дека се сретнал со Петре, тој да покаже дека во тоа време тоа е маркетингот. Он буквално ги бустал постовите. Спонзорирано вртелото. Така што мислам дека покри тоа што у тоа време се знаело кој игра театар, малкумина биле, он почнал со патувачки театар, трето, четврто одделение, он веќе избегал од Велес.
и почнале да го дознаваат цела Македонија за тоа што тоа било тоа што се случувало. Патувачки театар ќе ви дојде во градот. И доаѓа и на среда град се прави сцена, тоа се можеби најубавиот вид на театар. И некако само по себе тогаш се дознава, тоа било ентертејментот. Сега живееме во време кај што премногу не има, кај што премногу ентертејмент има, кај што почна да се бават условно кажано со нашата професија луѓе кои што немаат академија за тоа. И не е никаков проблем. Затоа е отворена социјалната мрежа да може секој еден да се изрази на свој начин. И има многу луѓе кои што не се актери, а газат во тоа. Мислам, и не е само сега тоа, само се повторува, ама начинот му се менјава. Луѓето тоа не го приметуваат. Истото се случувало, тоа што се случува со мене сега и некој кој што прави само контент, истото се случувало на времето со К15. К15 се, нели, недипломирани актери, а се врвни. Се, ја да не речам, ама многу актери се подобри, што се дипломирани. Да не сватат погрешно, ама тоа е така, да. Да, и они поставуваат еден нов вид на сатира, а во тоа време пак имаш ти актери кои што тераат и стендап и се. Меѓутоа, едноставно медиумот секогаш е отворен за сите. Да. Порано, речеме, било малку потешко кој ќе се појави на телевизија, имало некои правила и така натаму. Сега нема правило. Има и многу убави страни, има и лоши страни што нема правило, ама горе-доле мислам дека мора да те видат. И најскапите уметници што ги знаеме ден денеска имаат пресврт маркетиншки за да ги дознаат. А за жал има можеби подобри од нив, а никогаш не сме слушнале за нив, не сме виделе нивна слика, нивно дело, затоа што едноставно си умреле така без никој да знае за нив. Да. Сега, колку е тешко тоа од идеја до реализација? Вака оно многу фино звучи кога ти го кажеш. Да, супер звучи. Да, као 1 плюс 1 е 2, меѓутоа не секогаш се доаѓа толку лесно до реализација. Дали тука види, ако зборуваме надвор од нашите рамки Македонија, надвор веројатно постои цел механизам кој што тоа целото го организира и креатива и дизајн и сето тоа како треба да изгледа, да звучи и да привлече кликови, меѓутоа кај нас веројатно и не оди тоа така со цела машинерија. Веројатно неколку луѓе стојат за тоа. Да, реално за тоа и ни е потешко. Ама пошто касни кај нас малце. Се уште има луѓе кои што се обучаваат за тоа, ама се уште касни малце. Тешко е реално. Јас на почетокот почнувам комплетно сам, мислам само со еден мој пријател Бојан Коцев, кој што е моментално монтажерот на сега што работам, можеби како си тоа, не знам, у фирмата он глава на маркетингот, како сека директор на маркетинг. Ние заедно се надоградуваме у тој свет веќе долги години, од деца сме заедно. Тој моментално работи со клиенти од Америка, таму има агенција и некако се што таму тој го научи и го учи се уште, го применуваме тука. И тоа многу порано. И можеби тоа е формулата за тоа. Главната работа е да не престанеш да креираш. Ако во еден момент немаш нешто подобро од претходното, порано не прави ништо. Знаеш, ја многу пати се така дискутираме со други што ми се блиски, например со Стефан Лазаров. Он вика, ја осеќам притисок, осеќам потреба дека ја морам да им кажам на луѓето, дека ја морам да се појавам, брат, не мораш. Ако немаш нешто паметно да кажеш, ако немаш нешто добро да искреираш, подобро од претходното, немаш потреба. Не си ја прави таа тензија. Затоа треба да бидеш да дозираш. Буквално мене некогаш почнува, кога ќе сватам дека сме претерале, почнува да ми смета што на луѓето им излегувам од фриџидер. Чекај са полека. Или да не малку да стишиме, или да смислиме нешто ново, затоа што едното истото веќе да се појавува константно, ќе станеш досаден. Да, веројатно затоа и ги нема веќе видеата со кои што ти станав. Апсолутно да. Тоа е првата можда кампања која што така да наречеме кампања. Мислам тоа се креативни видеа кои што јас сум ги смислувал и станаа вирални и некако многу ги бара, ја не подклекнав, ама не подклекнав можеби пошто и не ни знаев што да правам. Значи ја од тој момент ајде, уште прави и почнав да сваќам дека
темата ја исцедив скроз и дека нема више што да искреирам на таа тема. Мислам, тоа е тоа. Да. Толку е. Да. И некако само по себе си се тргна настрана, па после може да имаше, па да не претерам, ама добри некои 6-7 месеци пауза. Мислам, јас сум тука, активен сум од време на време, ама не сум константно, сега тоа ќе го... И после тоа беше кампањата 50 дена, 50 видеа. Тоа беше кога одбрав да го правам најсекојдневниот хумор, оние поговорки кои што се сгрешени и така натаму. Тука веќе тоа ми даде многу поголемо. И тука кога ќе почнеш да сваќаш дека некои луѓе ти викаат, тој со поговорките, некој ти вика, ја те следам уште, значи веќе сваќаш дека има нова публика, некој не те знае од политичарите, од имитации и така натаму, па после кога ќе направиш имитација, на пример, помалце така, ќе се изненади уште поубаво ќе му биде. Да. Треба да се дозира, во секој случај треба иако времето е брзо и брзо скроламе и не е дека некој ќе се презасети многу брзо како порано, ама сепак треба да има дозирање. Сега друго нешто ме интересира. Те смени ли тоа, Стефан? Те менува ли тоа? Кога ќе видиш колку наеднаш, ама зборувам сега веќе не од овој аспект, него во првиот момент кога гледаш дека станува вирално тоа што ти го креираш. Твојот контент станува нешто што веројатно секој втори или секој прв го изгледал и го коментира, го споделува. Те менува ли тоа ти или е некоја возбуда, нешто ти се буди? Па возбуда ми се буди, не ме менува. Од секогаш сум го чекал, цел живот се припремав на тоа. Секогаш сум го сакал и сум сонувал дека ќе биде така. И во моментот кога дојде, сите очекуваа дека ќе ми биде и пречудно и дека нема да знам што да правам и така натаму. Не, некако и телото и умот тоа ми го прифатија многу лесно. Буквално бев истиот цело време и цело време сум истиот затоа што таа е формулата. Ако јас не сум таков, нема да бидам тоа што сум. Нема да... Ова беше на ниво на македонска мудрост. Ова беше една од добрите поговорки. Да, ама стварно, ако јас не сум таков, ако ме смени тоа, толку нема да бидам популарен, нема да бидам тоа што луѓето го сакаат. И реално тој што ќе го смени, знаеш како парите го сменија или славата го смени, не мислам така. Само он демек го расипаа пари. Не, он бил расипан, само немал пари да го прави тоа. А он си бил расипан секако, така што мислам дека ни пари ни слава не може да те расипаат. Може би некој ќе стане малце вообразен, па и така натаму. Мене на пример ми се смени, нормално се сменува начинот на живот. Значи, почнуваат поголеми обврски, поголем притисок, поголеми договори, мораш да испорачуваш и така натаму. И се случува да некои работи не успеам да се јавам, да стигнам, што е нормално кога си премногу зафатен и кога си премногу букиран. Не е тоа вообразеност, него едноставно знаеш, мораш и за себе да си најдеш време. Имаш фамилија, имаш девојка, имаш пријатели, едноставно не е баш така лесно и јас си го упростувам, пробувам да си правам приоритети и си оставам и доста време и за себе, да се одморам, така што не ми е ни тешко. Супер. Кога го правиш тоа што го сакаш и не треба да е тешко, така што тебе како ти личи дека баш ти е убаво. Сега, моментите, бидејќи стварно, не знам, мора да го споменеме и театарот, и филмот, и стендапот, и јутјубот. Имаш многу работи кои што ги правиш. Кажи ми каде и во кој од овие сите работи имаш најмногу трема? И дали некојаш си имал блок онака да се изгубиш? Се знае кај е стендапот, значи стендапот нема, тоа нема друго. Не, тоа е ламја. Буквално да му зависиш од публиката во моментот, онака баше многу зависиш. Може да ти кажам нешто искрено, Тино и Јатана си имаа сега стендап. Ја малку, нели ти кажав, имав многу обврски, сакав да се одморам и конечно како ми сплавна работа, да си реков сега ќе си седам дома, еден викенд да одморам, ми беше доста и од гужви и од се. И кога требал, тука некаде 9:30 почна да ми се потат дома рацете. Затоа што помислив што им се случи. Да.
Помислив, сакав да им пишам некоја порака, ама викам ај поарно не. Да. Нека ги. Знам што им се случува и почнаа дома да ми се потат раците, баш не знам со кого седев, дали бев со моите или со не знам точно, ме праша што ти се дешава. Ги мислам колегиве. Да, буквално. Тоа е таква една не е позитивна трема, тоа е најлошото, него баш оние најцрни мисли ти идат у главата дека нема да помине добро, дека ќе ти се смеат, мислам ќе ти се смеат сите у негативна смисла, дека нема шанси, дека ти не си добар у тоа, дека минатиот пат си поминал на среќа, дека претходниот пат таа публика те знаела, а нема да те знае сега. Тоа се значи се што мислиш дека никогаш јас не би си помислил за себе, си помислувам во тој момент. Да, ама некако мозокот вака рафали испокува на такви негативни мисли. Стварно. Пробуваш да ги избркаш, не можеш. Толку многу се силни што едноставно те победуваат. И окей, и продолжуваш да се плашиш се до моментот додека не излезеш. Публиката и адреналинот, допаминот, се што тоа се лачи во тебе, ги брка сите тие мисли во една стотинка. Ама само треба да дојде моментот. Дур да дојде е најлошото. Дур да дојде е катастрофа жива. Значи, Епа добро се. Други работи, више таму сум, да речеме, одма после него би го ставил театарот, кој што е со исто доза на трема, меѓутоа многу помала. Можеби за 50% помало од стендап. А поготово веќе во представи што ни се уиграни, малте не 10% трема имаш, само онака, може да возбуда дека нешто ќе се случува. Да. И среќа многу, доза на среќа. Во стендап, пред стендап нема среќа. После тоа да речеме можеби би го ставил филмот, затоа што колку и да е снимка, зависи со кого го работиш, зависи каде, со кои колеги и секогаш пред да почнеш да снимаш ти е ново и е нормално да имаш трема. И за крај ќе би ги оставил да речеме четврт да видите YouTube-от, каде што имаш, ама не до толку. Така ти е малце возбуда. Да, ма и тоа е снимање, нели? Да, и може одново и одно. И Инстаграмот е таму кај што си ти тој кој има 0% трема, 0% шминка и така натаму. Инстаграмот ми е буквално најприродниот што сум. Нема таму лик, нема глумење, нема ништо. Тоа ти е комфорт зона. Да, освен нели таму рилови кај што се сум напишал сценарио, па сум у тој некој лик таму. Инаку сториње и секојдневно користење буквално нема никаква трема. Стефан, ти се случил блог? Да. Каде? Блок Раскажи. 5. Ми се случи блог еднаш во животот, мислам за стендап зборуваме или за Општо. Општо, два пати ми се има случено тоаш, еднаш во театар, еднаш во стендап. Што правиш? Раскажи. Па во театар кога ми се случи бев многу мал. И бев мислам дека можда 10-11 години првиот и последниот блок кога ми се случи во театар. Ми застана мозокот едноставно, го играв Кочо Рацин, имав можда некој не знам колку точно, ама 14-15 сигурно страници А4 формат цели како монолози, кој што низ целата представа останував сам на сцена, Кочо како прави, нели, пишува или прави од глина и ги кажува сите тие цели монолози. И во една од тие сцени јас едноставно мозокот не ти кажува што е следно. И ја имавме две професорки, едната беше десно, другата беше лево, кои што го имаа текстот во раце како суфлери. И првото нешто пошто најлошо ми беше затоа што ја не смеев таму да импровизирам. Тоа беа монолози кои што лично ги напишал Рацин, ние ги споивме од Елегии за тебе, од Бели мугри и така натаму и не можеш да му менјаваш. Кога е комедија, кога можевме да импровизирав, добар сум во тоа. Ама овде ми кажа не смееш и тоа е светиња, толку е. И не ми текнува ниту еден збор. Мене ми фали само првото зборче. Толку и готово. за да тргне, да. И првото нешто на кое што се сеќавам во тој момент да го направиме, да се приближам до професорката за да ми каже. Се приближувам до левата страна, едната професорка, веќе сум до кулисата овде стојам и само викам, вака стојам и вака правам. И демек пауза е тоа, ме ради. И ја гледам веќе, почнувам да ја гледам, а она си гледа представа.
И ја ќутам и се гледаме. И гледам дека не бива работа, тука одам на другата. Го имам Ова трае CD-то. вечно. Да, го имам CD-то. Тогаш сватив што значи секунда во реалниот и секунда во театарскиот свет. Јас мислев дека јас ќутам точно, сега мајка ми и татко ми повише ќе се сеќаваат, пошто нив им го кажав тоа, кога излегов после тоа, јас им реков дека мислам дека околу 4-5 минути дека сум ќутел. Толку мислам дека беше минут. Или 4, или 4-5, или 3 или 4, така нешто им кажав. И они као ми рекоа, не беше толку. И викам, не бе, луѓе, шо ја вас, значи, викам, јас одев на едната страна, потидов на другата страна, па се вратив на таа страна, пошто и таа професорка не свати што се случува. Мене ми беше вечност. Ја мислев стварно дека толку трае, од 3 до 5 минути дека траеше целото тоа. Го имам CD-то ден денес, 44 секунди мислам дека е целото тоа. Шетање вака натаму и викање не знам. Тоа ми беше првиот блок и тука сватив дека не е до некогаш, не знам, не е до тоа колку си спремен, колку го знаеш текстот. Нешто ме извадило од концентрација. Шо било, не се сеќавам, не знам. Ама знам дека од тогаш почнав да учам како да го насочам фокусот повеќе, како да не ме деконцентрираат работи, пошто јас сум дружелюбив човек, си сакам и за фрканци и се, меѓутоа кога работам, сакам да сум фокусиран на тоа што го работам, иако многу кој ќе ме видиш од страна не изгледа така, не изгледа дека јас сум фокусиран на тоа што го правам и дека сум концентриран. Да. Пред представа секогаш Славиша поздрав до инспициентот од Велешки театар, секогаш ми вика ти си вампир, ти вика ја цицаш енергијата од сите, пошто ја цело време ги зафркавам позади сцена, не можам мирен да седам. Досадно ми е и седам позади и морам да се зафркавам со сите и он ми вика ние цицаш вика на сите енергијата и после испееш на сцена вика добар е вика на сите им ја собре енергијата. И така што второто ми беше на стендап и тоа во Велес. Пред твојата публика. Да, значи, јас настапував во Велес кога правевме хуманитарен настан еден во Глориус, во салата за свадби, буквално цела Македонија беше таму, настапувавме јас, Тино Атанас и Сашко Коцев. И тоа беше тоа беше вториот мој настап во Велес, првиот беше на Питијадата. И тоа помина се окей. Се додека не почнав јас повеќе да снимам, повеќе да настапувам по Скопје и Охрид настапував и така натаму и веќе некако почна таа идила Стефан, Тино, Атанас, има карти, нема карти, стендап, лудило, ваму таму и ми викаат овие што се газдите на кафичот у Велес кај што цело време седам, тоа е Марки, цело време ми викаат зашто не го спомнуваш. И ми викаат дај бе кај нас вика да направиме еднаш и викам ајде бе зашто не, викам ајде ќе дојдеме ќе ја како реков ајде, одма сватив дека се зафркнав. И се договоривме, дадоа датум, картите ги продававме па можеби за некои 35-6 минути. Леле. Само се објави тоа, ја кажав на стори ки имаме, стендап во Велес, они си објавени, они имаат многу публика на кафичот, пошто се со години од 2014 е тој кафич. И само објавија они на стори, мислам дека од кај нив одма таму на вакво ги резервираа картите, се купија и тоа е тоа. И ми се брат, не објавувајте, веќе кажи им на Тино и Атанас нека не ставаат, мене ме поулавија, ја немам веќе карти, продававме 400, тоа е тоа. И викам, окей, сега дупло сватив дека се започна. И вечерта седиме позади во магазинот, знаеш како, јас сум цело време таму, буквално пораснав, од 2014 сум во тој кафич, и името му е сменето, ребрендинг му е направен, и тоа јас се зафркавам цело време дека тој кафич дипломираше заедно со мене, дека сега и оне нели направен, реновиран е цел. Да. Порасна и кафичот. Да. И некако ми е сега веќе просториите на мојата продукција се над тој кафич таму на тој спрат горе. И цело време си таму, цело време таму го пиеш кафето. Абе, дојде ли ред на тие луѓе ти да им се правиш паметен, тоа е најлошото нешто што може да позамисли. Тие луѓе кои што
24/7 можат таму да ме видат, да ме... И јас треба нив да им кажам нешто што досега не сум им кажал. Да им кажам нешто со кое што ја ќе ги насмеам, ама досега не сум ги насмеал. Мислам, тоа е сулудо. Да. Плюс има таму работи кои што стендапот инаку е 80% вистина. Има 20%, ама добри 20% работи кои што не се вистина, кои што се преувеличени, земени од друго место. Јас сите тие работи што ги имав такви, ја морав да ги тргнам. Па мене сите ме знаат. Како ја ќе кажам, јас со политичарите сум бркал женски. Кај си бркал женски, мајсторе ти? Значи, како ти кажа. И тоа е не дека нема да помине, ќе помине, меѓутоа едноставно тие луѓе те знаат усршта кој си, што си и каков си, и најтешко е пред нив да бидеш смешен. И излегов горе на сцената, почнав. Супер беше, они нормално се смеат, ме знаат, ме прифаќаат, нема тоа тука никак. Ама мислам дека на исто ниво беше таа трема со Јане Сандански. Значи буквално позади јас седев, Тино ми вика, бе, брат, бе, вика, тука играш од 9 години, ти не си нормален, те знаат сите. Да, бе, брат, викам, баш ти ме знаат, овој кафиче. Значи, ја настапував на Питијадата Среде Велес. Настапував во таму, нели, во Глориус на хуманитарниот. Па добро, вика, што ти се врти у главата? Абе, викам, таму имаше мешана публика, беа Скопјани, беа цела Македонија. Сега се само моите тука велешани, кај што ја кафето си го пијам со нив. Нема теорија да бидам добар. Сега ќе утнам. И стварно блокадата, значи ја излегов мислам дека 15 минути. И нема, па носев некоја сакоме, стегаше тоа. Тоа не е нормална работа, се беше наопаку, знаеш, се е против нас. И викам, не бива, џабе, буткаш ти, бате. Убаво беше, се смеја луѓето, ама мене не ми беше убаво, ја бев истрауматизиран. И тука се случи некој пресврт у главата, кај што цело време е школа, тука сваќаш дека чекај. Секогаш е најсмешно да си го земеш хендикепот, ти тоа на секојдневна база го правиш, зашто не го направи таму. Хендикеп ти е тоа што те познаваат, хендикеп ти е тоа што у прв ред се мајка ти, татко ти, сестра ти, девојка ти, мајка и татко и другарките нејзини, бившиот нејзин, ме разбираш? Твоите бивши, значи тоа ти е хендикеп вечерва, така? Па земи го, брат. Значи, зашто? Колку ќе беше подобар стендапот ако го земев целото тоа. Да почнев да ги редам сите еден по еден. Што јас ќе ви се правам вас памет? Што е, па ти си ми бивша, што ти не ли ме знаеш? Ти што? Па како, па што да зборам сега за женски видео, девојка ми со мајка и со татко и го држи шишето само чека. Значи, тоа е да... Ако го земев, тоа ќе беше врвен стендапот. Не ми текна у тој момент. И почнав со некој мој материјал, 15 минути готово, наједнаш блокада. И не ми текно, едноставно телото ти вика, просто не оди, ова не е добро. Толку. Да, и реков, дечки, фала ви многу, дајте еден аплауз за Тино и Атанас и да ме нема, си излегов, овие, не, шо му е на овој сега излезе, сега не викна. И после тоа ми добро, вика, шо е работа, викам, не бива, човек. Значи, не бива, едноставно. Во тој момент не биваше, сега може би ќе биде подруго, ама се е искуство, упрашање. Треба тоа, како млад стендап комичар ти треба тоа еден таков удар да ти се деси, да ги едноставно, ете мене ми беше пред мојата публика. Па после тоа беше више лесно да се продава магла. Баш продавање. Да. Тоа е оној пежоративен контекст кој го зборат глумците во таа смисла кога сте на сцена. Кажи ми, кога создаваш материјал за стендап, како знаеш дека е добро? Како знаеш дека ќе помене? Тоа е нешто инстинкт, нешто така само од себе го имаш или се консултираш, не знам, прашуваш? Па се консултираш најчесто, не знаеш што ќе помине, секогаш е различно. Као со песна која правиш. Да, и секогаш кога ќе напишеш нешто што мислиш дека е гениално, го кажеш на 10 луѓе и знаеш дека знаеш дека само тебе ти е смешно и вака се смееш само студија. И вака те гледаат сите, брат, што ти е добар, не си ти. Абе не ти, како не ти, он го прави, не ти, не, ајде, и ништо. Така што мораш да го пробаш, мораш да го зборуваш со колеги, со луѓе, не знам, по телефон сум му кажувал на Тино материјали, например, на Филип Христоски, колегата мој, и они сите имаат различен вид на хумор, и сите ќе ти кажат различно.
секој од нив ќе избере што му е различно фаворит. И најбитно е обичниот народ. Сега кај ќе го најдеш, најчесто си ги пробувам стварите, ќе ме викнат негде да водам нешто, треба да сум водител, нормално секој сака да е тоа хумористично. Ќе пробам 10-15 минути нешто од новиот материјал и гледам, ова помина, ова не помина. Океј, и си запишуваш. И полека така го склапаш, или ако сакаш да дозираш. Да. Или пишуваш нов материјал, саат и 20 минути, и се пушташ по кафичи, да настапуваш, тезги и така натаму, кај шо го гориш, така условно кажано, материјалот и сваќаш по настапите шо е добро, а шо не. Да. Тоа, например, го прават многумина. Јас сум се одлучил на една друга варијанта, кај шо не сум за да настапувам многу често, да ми има секаде со стендап и така натаму, затоа што не е лесно да го хендлаш целото тоа, а не им е лесно ни на публика да ме гледа на YouTube, да ме гледа на Instagram и у градот да му дојдам и секде да ме гледа више и донака ќе ти рече добро брат, аман веќе. Добро, дај, паузире малку. Да, така што стендапот би го ставил така да речеме на од време на време со голем настан и би ги тестирал тие работи меѓу пријатели и така на 15 минути овде, 15 минути таму, кој ќе комплетираш еден саат време, златен саат материјал кој што е топ ствари, тогаш си сигурен во тоа и пак кога ќе дојде моментот си викаш да не е ова. Да не е добро. Онака пред да излезеш на сцена, не беше добро ипак. Да. Добро, кажи ми, како е со сега веќе кога ќе се префрлиме од стендапот на театарот? Пошто веќе луѓето си создаваат некаква своја слика, своја перцепција за тебе. Колку е тешко сега да одиграш ти сериозна улога, а они те доживуваат дека треба да ги насмееш, веројатно самата појава. Па, ниф им е тешко, искрено. Мене не ми е, комичарите најчесто можат да играат се. Да. И мене не ми е тешко. Тешко им е нив кога ќе им се случи тоа. Например, во представата Паника има 2-3 моменти каде што публиката едноставно, знаеш како те гледаат како херојот, у смисла херојот ќе не насмее сега и ќе ни биде интересно. Да. И ти што и да правиш на сцената, ниф им е смешно. И многу е лесно да ја изводиш комедијата од се, пошто во секоја ситуација има доза на комедија. Да. И на комичар му е многу лесно да ја извади ради неговиот карактер што луѓето го знаат. И се случуваат такви многу моменти во представата, се додека не дојде оној момент каде што веќе така е склопено се, кај што сваќаш дека нема простор овде за смеење. И на публиката е многу тешко. Затоа што, знаеш, и овој што го гледаме тука на сценава, сега што не смееше во представаа до сега, и тој лик наеднаш доживеа нешто кое што не е за смеење. Да. И сум имал ситуации од типот на да ги слушнеш вака од полна сала, неколку луѓе во тие две сцени да се насмеат малце тивко, да ги фати нив смеа, може би ради мојата појава и така натаму. Ги фаќа смеа, ама одма слушаш до него едно знаеш, и така е на глупа тишина у цела сала, кај што ако продолжиме на тој левел, ќе стане меланхолија тешка. И луѓето кои ќе излезат од тука ќе бидат многу, нема да бидат добро расположени. Утепани. Да. И среќа чиста што текстот е таков и ни дозволува такви некои работи, кај што после секоја таква посериозна меланхолична сцена, ја имам дозвола од режисерот да после како се ика на пенал пуцнам, да пуцнам пенал, кај што и знаеш каква е смеата после тоа, е таква една, знаеш оноа, не знам кој ослободување како среќна смеа. Како фала Богу, не е сериозен, окей.
Може да се смееме сега сите, тоа е многу јако и тие се најубавите смеи што сум ги слушнал, значи од кога ќе заврши таа сцена кај што сите паднале буквално психички и си рекле чекај овој што не смееше до сега, гледа што се случува и ќе им ја вратам играта назад и онда вивнува цела публика, така што мене не ми е тешко тоа да го направам. Може би ми треба минутажа, не можам на почеток на представа да веднаш да ти станам негативниот лик или веднаш да ти станам да ти стане трагедија тоа што го играм, ама по 20-30 минути на сцената више ќе ми поверуваш дека сум трагичар или негативец и така натаму. Ако не ми дозволи режисерот да си импровизирам, ако ми дозволи пак ќе ти бидам смешен. Затоа сакам да го играм Ричард Трети во животот. Стварно? Да, Ричард Трети ми е улога која што сакам да ја изиграм. Може би не сега, не знам, може на 30, 31-2, тука се најубавите години за него. Ама сакам да видам затоа што тоа е маестрален лик, тоа е лик кој што е најголемиот негативец во тоа време, треба да биде миленик на публиката. И јас досега, например, не сум изгледал така, да речеме, некој добар Ричард Трети да успее во тоа, ама не знам ни ја дали ќе успеам искрено да кажам. Ама тоа е предизвик. И предизвикот е тоа, Тоа е предизвик. Тоа е навистина негативец да им стане миленик на публика, тоа е навистина Види, предизвик. Шекспир го напишал не само што е он негативен како човек, не само што имал лоши особини. Он го напишал и физички да е грд, да е искривен, да е таков како монструм и така натаму. Во реалниот живот Ричард Трети бил со некако вид на сколиоза, меѓутоа не е толку искривен колку што он го напишал. Тој вид на харизма што Ричард Трети го носел, да ги убеди сите тие таму луѓе дека он исправно е тоа што го прави, да го убие кралот и веднаш потоа на гробот да ја заведе жена му на кралот. Тој левел на харизма е нешто кое што и затоа успешен Ричард Трети треба да биде миленик на публиката. Треба публиката да го сака за еден момент да свати, пази кого го сакаш ти, значи ме сваќаш. Сакаш човек кој што буквално ја заклапола Англија. Дури да ти стане незгодна како што правам јас. Да. И толку добро напишам да тоа биде така, ама предизвик е, не знам дали би успеал. Треба да се проба. Да пробаш, да пробаш, па ние ќе кажеме од оваа страна колку ти успеала. Добро, не знам што све имаме. Ајде следно, мора да го спомнеме филмот. Збогум Копакабано е нешто кое што ти е последно. Кажи ми какво е како искуство сега вака кога можеш да направиш споредба од сите овие работи кои што ги правиш. Филмот е некоја друга магија. Друга, сосема друга. Јас никогаш не би можел да одлучам дали филм или театар. Ако ме условиш на едно, ќе возам такси. Реално. Ако ми кажеш од утре само театар ќе правиш, ништо. Фала, не треба, ќе си правам муабет со. Премногу го сакам театарот, ама филмот ми е нешто кое што толка желба имам да го правам, тоа е нереално. Тоа ко мало дете усладкара кога сака да влезе, па малку нема да му дадат. Не, знаеш, можеби тоа е така затоа што и не ни е толку многу достапен. Веројатно ако имаме повеќе продукција филмска, нема веројатно така да го гледате како тоа. Не знам. Играчка што еднаш од 2 години ти ја даваат. Да, може и е тоа, има и тоа логика, ама не знам, мене ме интересира целокупно продуктот филм. Не само актерската филмска игра, туку ми интересира продукцијата, ме интересира светлото, ме интересира се буквално што таму се случува, режијата, сценариото, заплетите и така натаму. И искуството е лудница. Искуството е, мислам, со еден режисер како Милчо Манчевски, прво па мушко, јас сум работел филм досега, не дека не, меѓутоа игран долгометражен ми е ова прв филм. Од секоја продукција што сум работел досега, серија, филм, од сите сум научил по нешто, од тоа што има нив најголем квалитет, сум го земал како пример и сум го научил. Пак кај Милчо можам да кажам дека научив дека од продукцијски аспекти, од режисерски, па и од актерски, дека
Секој треба да си биде спремен и да целото тоа функционира со брзина и прецизност. Многу е тешко тоа. Таква екипа да најдеш, таков авторитет како што има он, можеш само со начинот на кој што он стигнал до него, а тоа е таквите успеси. Никој еден друг човек не може да има таков авторитет, освен да не се избори за него со викање, со строгост и така натаму. Да бидеш ти лабав како него, да се зафркаваш 24/7 на сет, а Се да е под конец. А од 200 луѓе мртва тишина да е и се да е под конец, значи тоа може само он може у моментов тоа да го постигне тука. Прецизноста и брзината со која што снима мене ме шокираа. Да, сите тоа зборат. Вистина е дека така хируршки прецизен? Тоа е нереално. Јас сум, например, меѓу тие кругови, веќе знаат дека јас снимам многу брзо. Затоа што јас те разбирам што ми зборуваш, додека ти мене ми го објаснуваш, ја веќе го смислувам у главата и го правиме. Да. И многу ми е полесно кога ќе снимам брзо, од прва, од втора, затоа што веќе колку повеќе пати повторувам ми е потешко. Веќе не сум истиот. Да. Не ми е истиот ни ликот, ни свежината, ни гласот, ни ништо. Доволно пати за театар, например, би го повторил милион пати со импровизација, за да дојдам до вистинското. На филмот мислам дека секогаш првата ми е највистинска. И затоа ја и рилови кога снимам и било што да продуцирам од прва сакам. Прва, втора, максимум трета. И на филм нормално е дека нели сега прво те снима еден кадар, после те снима друг кадар. Да. Нормално е дека треба неколку пати да се изиграм, меѓутоа сето тоа си има како мала мини представичка. Сега играш за оној тотал, за мастер кадарот, кај што се гледаш цел, значи играш цел. Значи сега емоцијата е низ цело тело. Сега играш средно крупен. А истото ама друга представичка е сега. Сега друго движење и така натаму. Сега си крупен. Кога си крупен, цела емоција треба тука. Џабе, нели ја мрдам доле со ногата како нетрпелив, кога мене овде ми е кадарот. Значи овде треба цела тензија да префрлам. И сетото се мини задачки, мини представички кои што ти ги играш. И кога ќе го склопиш цел мозаик, излегува од тука со врвна монтажа. Многу често глумецот не бил добар, у монтажа го имаат направено добар. Или обратно, многу бил добар па го зафркнале у монтажа. И затоа Милчо има и монтажа и работа и секој сектор му е под конец. Ја кога дојдов на сет, знаев точно што треба да правам, затоа што се ми беше точно објаснато, пробано. И кога дојдов сватив дека 200 луѓе знаат што треба да прават. Сите до еден. И дека сите беа договорени меѓу себе и он си се видел со сите 200 луѓе и на сите им објаснил и сите го разбрале. Да. И сите го направија. Тоа што требаше. И викам не е реално. Снимаме еднаш, ме вика у шаторот, ја гледаме сцената, вика ја не би одел втор пат. Ја како гледам, викам ти кажуваш, не знам ја. Не ми викат види ти дали си задоволен. Викам човек, не знам, викам. Ја гледам сцената, викам па јас тоа е тоа, викам, ова е мојата реакција, ова е. Вика, ја не би одел уште еднаш. И останавме на еден. И тоа е тоа, да. Останавте браво. И бро, сите викаат купено, готово, ајде, сега одиме тотал. И викам, не е реално, и оди толку многу брзо, тоа е страшно. И почнам веќе тука да ги анализирам сите, цел негов однос спрема луѓето, како он се однесува. Гледам дека секојаш е тивок, секојаш тивко ти објаснува. Тарантино има кажано дека ти за да бидеш добар режисер, не треба ти да знаеш како се мести кадаров, не треба да знаеш кај треба да стои камерата, не треба да знаеш како се мести, се штелува светло или како сега ново светло жолто да му ставиме. Тоа не е твоја работа. Ти треба да знаеш добро да објасниш. Значи ти треба да собереш екипа која што знае да го прави тоа и добро да им објасниш каква атмосфера јас сакам тука. Да. Јас сакам да е атмосферата таква и таква, тоа и тоа, влажност да биде во воздухот, ладно да е во просторијата. Сето тоа они ќе го обоат со светло, со дим, со атмосфера, со како знаат и умеат. Ама битното е ти да знаеш да им објасниш. Милчо генијално објаснува. И секој еден
толку добро ги нашол тие луѓе, што го разбираат и веројатно мислам дека не ги менува. Мислам дека цело време работи со тие луѓе. Тоа е интересно, тоа е тимска работа, меѓутоа која што зависи од секој индивидуалец внатре. Има една добра реченица, таа е за генерално за мислам да режисерите секогаш за нив лепи тоа. Вика, играме тимски, како што ќе кажам ја. Така што да, тимска работа е на крајот од денот секогаш треба во тимот еден да пресече, како што е тренерот во фудбал и така натаму. И тука е режисерот. Да, затоа велам индивидуалци, меѓутоа еден кој што ќе ги насочи на иста. Генерално нашата професија цела е таква. Мислам дека нас на факултет не учат дека е колективна работа. Е колективна работа кога секој индивидуалец ќе си ја заврши домашната работа. Значи ако некој не ја завршил колективот, што џабе ќе играме, џабе ќе правиме било што. Така што ја бев уште тогаш поборник дека не е колективно, треба ние индивидуалци, ама не ми веруваат и се карат мислам. Добре, ќе сватат со текмата. Може ќе сватат, ќе видиме. Да, може и нема што, нема врска. Битно е секој да си го прави тоа како што најдобро знае и уме. Да. Ќе стигнеме сега до добро, филмот тоа е тоа. Наредна година премиера. Кога е премиерата? Не знам точно, ама веројатно да, во текот на наредната година се надевам. Сега се во монтажа. Јака му душа на монтажерот. Кој да е поздрав до него, брате. Издржи лаве. Инаку твојата улога задоволен? Ја реши брзо и се најде? Да. Блиска ти беше до тебе? Па не ми беше блиска до мене, ама беше блиска до луѓе што ги познава. Добро. Интересна многу за играње. Јас сакам често да правам промени на себе, лузни, тетоважи, плава коса, и така натаму. Така што ми се допадна моментот многу. Потајно и сам сакав да бидам фарбан плав, ама Милчо кажа да бидам, ја не реков ништо. Он си кажа. Така што да, сакам да правам такви промени, можеби, не знам, следна улога Келав или така нешто. Зошто да не? Сега ме подсети, мора да минатата епизода беше Сара Климовска. Гостинка, изборувавме за една тема која што ја чув од женски аспект, од актерка, сега сакам да чуем од твој аспект. Значи, она зборуваше дека за жал во филмската продукција, па да, она зборуваше за телевизиски серии, меѓутоа општо нешто кое што важи за таа продукција филмска играна пред камера. Зошто мислиш дека машките актери поминуваат на сцена без при тоа да мораат да исполнат некои критериуми во однос на физичкиот изглед зборувам, додека женските актерки мора да се витки, мора да се средени, значи вика у принцип ако имаат вишок тежина, жените тогаш тоа се некои тетки, баби кои што играат само одреден. Ограничено, да. Така, а кај машките актери пак тоа не менува, они добро си го носат тоа што го имаат на себе, а кај жените мора она да е витка и убава. Добро, убава не толку, меѓутоа да е витка. Мислам дека во прашање драматургијата. Мислам дека од која свети век на некој начин е тоа со драматургијата е многу, знаеш, и во античка драма и секаде женските ликови се многу пред се во тие антички времења се помалце женските ликови. Не знам, кај Шекспир исто така. Шта знам. Е така или не е така? Дали како констатација еве дека режисерите и дека филмските работници тоа име нешто кое што е предуслов. Ако улогата, ја не можам да играм некој кој што е висок, плав, изгоден. У момент. Не можам да го играм тоа. Или ако јас премногу одговарам за тој лик, или јас сум толку многу добар актер што мора да ме земат мене, тогаш режисерот ти каже ослаби. Не може да ти каже извиши се, толку си колку што си. Толку да. Ама не, види се. Збориме вака. Треба некоја жена да игра адвокат. Добро. Мислиш на не е битно како би изгледала, а мора да е витка. А ете.
Не знам, искрено не знам. И ако веројатно колешките го имаат осетено штом го зборуваат. Ја толку многу не сум го, гледаш, стварно немам појма. Јас знам дека Па вие не го осеќате, меѓутоа за жените е терет, да. Никој не ми ни кажал мене, на пример, дека можеби некоја улога не сум ја добил затоа што не сум бил фит. Да. Никој не ми го кажал тоа, не би го ни знаел. Ама искрено ја у моментов не сум се уште обседнат со тоа, дај Боже да се обседнам за да станам фит, ама у моментов не сум обседнат со изгледот, креирам нешто сосема друго, да сакам во еден момент да са висок толку колку што сум, 1,80 сум толку, не можеш да извишиш. Добро, па не Ама да ослабеш можеш, значи за тоа нема само се оправдаш. Да. Му реков на Милчо, треба ли да биде овој слаб? Аха. И викам, дај Боже да рече дека треба да се ослабе, а имав доволно време, некои 2-3 месеци имав. А вика, не, ој викам, човече, не. И сега чекам друг филм, некој да ми каже, мора 20 кила да ослабеш. Нека те подлаже некој барем. Да. Така што мислам, не е добро тоа во секој случај, ама јас не знам дека, ете гледаш, може би го осетиле. Да, вие како терет помалку. И како притисок, како го имаате, многу лошо. Не мора да значи, мора да кога јас би продуцирал нешто, јас би одел според тоа каква треба да биде. Ако адвокатката ако ликот треба да биде покрупна жена, не можам да земам фит колку сакаш биде убава, така. Да. Јас би одел според тоа што затоа ти реков на стартот драматургијата. Можеби коренот на проблемот е како е напишано. Да. Можеби секогаш се пишува дека ако таа е успешна и такво, она е сајла и изгледа многу добро, така? Можеби тоа е коренот на проблемот. Можеби коренот на проблемот е тоа што се уште многу повеќе драми се пишуваат како машките се успешни, како маш еден крал или маш успешен адвокат или маш успешен, не знам, доктор и така натаму. Можеби драматургијата е генерално проблем, затоа што јас кој ќе земам како продуцент на нешто правам со режисер, читаме по ликовите, ако пишува дека тој треба да е висок црн згоден, треба да е висок црн згоден. Не можам да го земам Тино Костадиновски. Така што знаеш, многу ми е жал ако го осетиле тоа на таков начин. Тоа е многу лош притисок. Поготово за млади актерки, мислам дека, ама у секој случај па може и добро ќе направи. Можеби ќе мене така да ми се случи, ќе почнам да вежбам. Да, има и добра страна секогаш. Ми се свија дека ги вадиш секогаш тие добрите страни од работите. Да, тоа е суштината. Тоа е суштината. Добро. Пред крај само уште ќе позоруваме малку за Виц битка. Едно проектче кое што одлично поминува, кое што направи вистински бум. Како започнување на YouTube канал беше врвна идеја. Вака колку што можев да чујам нешто што веќе се изборувало, за тоа не била идејата скорешна, се стоела одамна. Се она што мене ме интересира. Ама да ми кажеш искрено, не да ми излажеш. Ајде. Добро, дали сите вицови ти се смешни? Дали сите вицови ми се смешни? Не, вака. Некогаш ми се случува да се насмеам на начинот на кој што ми е кажан вицот. Генерално многу од вицовите, пошто јас правам ресерч и ги имам и прочитано и слушнато и видено, многу од нив морам да признам дека ми изненадија, што смислуваа нивни вицови за мене и така натаму. Добро. Ми изненадија некои стварно ги нема слушнато. Повеќе ти викам ме фаќаат на начинот. Например, Тамара Тодеска ми изненади пред се со вицовите, второ со начинот на кој што ги кажуваше. Дека вметна и да ти каже она вака некој вид, знаеш. И кој ќе видиш Тамара како ти го каже, тоа едноставно само да тоа е смешно. Да, и кој ќе ми дојде да се смеам, одбирам да се смеам. Не одбирам да има моменти кај што сакам да издржам и знаеш, не е поентата на шоуто да влезеш во концентрација така, и да не се насмееш. Као глумци, многу би ни било тоа лесно. Значи, ќе се ставиш во концентрација, нема ни да те слушам, ќе се исклучам и нема да се насмеам. Ама тензијата што се прави у студиото намерно, тие луѓе сите што се околу нас, што се смеат и така натаму, и на гостинот, па и мене, ми прават
едноставно да левелот ти се покачи, ја почнав да се смеам на глупости. И не, на работи кои што порано не ми биле смешни. И онака, ама ти викам, во секој момент кога ќе дојде баш онака нож до коска, го сеќавам и викам, парно ќе се смеам од кога не се смеам. Да. По цена и да, изгубам битката, се ме насмеал, тоа е тоа. И така што да, не ми се сите смешни, ама одбирам да се смеам ако е начинот, ако е добро кажам. Да, добро. Значи, не прашувам за фаворити кој кажал најбољи виц. Па, ајде дека заврши цела сезона, па ќе извади. Ајде, може така, да не фаворизираме сега. Океј, да не должиме многу, јас ти благодарам многу што одвои време. Многу успеси понатаму. Улоги, само улоги. Да. Па види, еве со виц битката некако тестирав тој некој пошто нели отворив продукција и така натаму и сега си тестирам и која е вистинската екипа, кои се луѓето, како ќе биде, што ќе биде. Продуктот е супер, меѓутоа мене ми е тест. Луѓето ја гледаат површината како тоа изгледа. И се задоволни и супери коментари има и се. Јас, за мене е тоа еден добар стади кейс, кај што јас сум седнат во позадина и гледам што е фалинката, што сакам. Јас сум многу за тие работи, некогаш и претерувам со сакам да е перфектно се. Нема потреба некогаш. Некогаш нема потреба, некогаш не ни може. Ама не знам, таков сум, да, таков сум и го барам тоа од сите луѓе. Проблемот ми е некогаш што не знам да им објаснам, ја им објаснувам, ама џабе никој не ме разбира. Не уча нека те поднаваш. Да. И да, па затоа учам од такви луѓе како него да можам да им објаснам на луѓето со многу попрости зборови што сакам да постигнам. И за понатаму имам некој сценарио за ситком што е доколку се излезе во ред, се биде како што треба, мислам дека наредна година многу ќе се смееме. И да, браво. Да, и ќе биде, како да кажеме, може да би првиот проект на мојата продукција од таков игран тип. Настрана од сите овие нели работи што ги снимаме. Виц битката намерно ја направив како малку синематик, баш поради тоа да видам колку меморија ќе ми треба мене за цела серија да снимам, кој е колорот, како е, што е, сето тоа е стаено на тест. Се ставаат различни колори во различни епизоди да видиме како народот ќе реагира, што му е најбитно на народот, дали ја гледа финоќата на сликата, дали му е битно звукот каков е или само шегата да се каже, гостинот ли му е битен, ја ли сум битен, што сака буквално анализа што сака он да види на екранот. Факт е дека некои од популарните личности многу сака да ги види народот. Факт е дека ги немаме видено заедно, можеби затоа што нема продукција и нема каде да се видат заедно. Факт е дека му фали смеа на народот. И факт е дека имаме гениални луѓе кои што работат маркетинг, работат камери, работат колор, работат монтажи. А за жал се трошат на, мислам не е за жал, ама се трошат на свадби, па е за жал, како не? За жал, пошто сакав да кажам и на спотови, меѓутоа тоа не е за жал, тоа ти треба да си работа. Да, се што останува, тоа е добро. За жал е за кинематографијата. Така е. Да они треба да например спотовите да им бидат плюс тезги што ќе ги снимаат. Да. А не филмче што ќе излезе да им биде и плюс тезга, а да живеат од спотови и од свадби, знаеш. Така е. Дај Боже да се снимаат, мислам, милион спота во една година. А ни пати кинематографијата ради продукциите, ради тоа што едноставно не знам зошто е така заглаена. Уште пробувам да сватам зошто е така заглаена работата. Се работили за дали државата е упрашање, што е упрашање, појма немам. Ама гледам дека тој што сака да снима. Да. Тоа ми е чудно. Да. И тој што сака да постигне резултат, постигнал. Така. И тие се луѓето што ми даваат мене елан, да ја како млад човек кажам, абе може, човек, не еве направил. Да. Ама он вака така, абе сега како така направил. Така направил. Значи, и тоа баш од така со мали чекори се почнува. Па, само што кој ќе го направи првиот. Да. И ако ја направиш твојата продукција да биде онака сама да си се издржува, сама да си заработува и да биде баш приватна продукција која што ќе функционира на
на спонзори, на договори со телевизии и така натаму, и со платформи онлайн. Не мислам дека ќе ти биде нешто тешко да испродуцираш 3-4 серии годишно. Мислам, Дај Боже. дај Боже, мислам, стварно дај Боже. Ќе видиме. Убавата работа во цело тоа е што јас настрана од тоа си правам свој бренд, нели, собирам публика на некој начин и можам да кога нештото ќе го пласирам, да го пласирам на добар начин, со добар маркетинг, така. да има и публика веднаш и така натаму. Да. Само треба да се спојат неколку состојки и продуктот е готов. Ќе видиме што ќе се деша. Ќе гледаме, да ти кажам, мислам дека ќе има многу публика, со оглед на тоа дека и имаме потреба како народ. Навистина имаме потреба од такво нешто и како филмски продукт, нешто кое што ќе може да го види пошироката публика. И онака не можеме да отидеме у кино, ни киносала немаме, така да тоа ќе биде нешто честитки уште од сега за идејата, нека се реализира и нека има многу. Уште еднаш ти благодарам што одвои време, што ни беше гостин. Тука сме, знаеш, Слободен Печат секогаш фала со ви многу поддршка искрено. за се што работиш. Искрено фала ви на поканата и за тоа што сте тука цело време. Од срце ви благодарам. Супер. Вам како и секогаш благодарам на вниманието. Се што продуцираме за вас. Следете Слободен Печат.